Почитувани YouTube пријатели, срдечен поздрав испраќам на сите вас кои го гледате каналот Австралијски живот од овде, од Сиднеј, од далечната Австралија. Денес имам уште една имигрантска приказна со еден мој драг пријател и ваш гостин денеска, Петко Чавковски, долгогодишен уредник на македонското радио Македонски глас овде во Сиднеј. Петко, добре дојде на каналот Австралијски живот и знам дека имаш многу да ни кажеш од твоето животно искуство и посебно за дејностите во Македонското радио овде во Сиднеј. Радко, ви благодарам на поканата, што и јас можам да земам дел баш во ова твоја програма. Со радост ќе кажам што треба да кажам. Дојдов во Австралија некаде 92 година, значи во прошлиот век, некаде 33 година ми овде. Точно така го водам радиото Македонски глас. Колку години точно? 33. Добра е математиката. Добро, тука сум. Тука си негде. Тука си негде. Така некако. И значи не 10 години го водам радиото Македонски глас, а од 2007 година некаде го водам Супер радиото во недела од 1 часот и до 4 часот попладне. Ќе ми кажи за радиото. На почеток ќе те прашам, пошто ова е канал посветен на имигрантите, значи на сториите кои ги имат, да не ги раскажат македонците кои живеат на овој далечен континент. Прво сега ме те прашам накратко за твоето доаѓање во Австралија. Од каде идејата за да се дојди овде во оваа далечна земја? Бев поканет да свирам во еден ресторан долу кај Волонгон. Се викаше Варамо во местото. На кој инструмент свираше? Армоника свирев и пеев. И бев поканет таму да гостувам во тој ресторан. Бев дојден за 3 месеци, меѓутоа сега реков 33 години. Како и сите други? Како и сите други. Многу имало како мене, не сум само јас, дошле на 3 месеци, па ајде уште 3, па ајде уште 3, па година се направи, па 2, па 5, па 10 и тука останавме. Добро, можеме да речеме дека животот не ни е лош овде. Мораме да сме благодарни на Австралија што не прими, ни даде после тоа визи и останавме овде. Меѓутоа, како што велиме, телото ни овде, мислите ни се во Македонија. Точно, сега е многу потешко да се дојде во Австралија, за разлика од времето, па и пред твоето време, луѓето кои доаѓа во 60-тите и во 70-тите, беше многу полесно се дојде во Австралија. Така беше. Тоаш повеќе Австралија примаше, значи одстрана, сега мало е позатегнато, пошто доста народ има и мало е се подруги условите. Така, и пренатрупано со луѓе и 27 милиони моментално има Австралија, така, тогаш имаше можда, не знам точно да не погрешам со бројките, али 21 некаде бе, 20. Кога дојдовте вие? Да. Толку. Кажи ми, Петко, од каде е љубовта и дружењето со армониката? Кога почна да се дружиш со армониката? Тоа беше некаде на 13 години, имав голема желба да свирам и да пеам. И едва чекав да појдам во музичкото училиште и одлучив да одам во Битола. Ете, во твојот град да појдам. И многу си ја сакам Битола, да бидам искрен и си ја чувствувам како мојата, затоа што моите најубави години ги помина во Битола. На Тумбекафе, низ паркот шетавме како ученици, физичко таму правевме, беше лепотна. Значи збораме за која година толика негде? 72-та, 3-та до 77-8. Затоа што музичкото беше, не знам кој знае, кој не знае, тогаш беше 5 години. Значи имаше една, првата беше подготвителна. Средното музичко беше 5? 5. Ете, гледаш, не го знаев ни јас. Да. Јас бев последна генерација што учевме 5 години. Значи првата беше припремна година или подготвителна и уште 4 други. Во таа подготвителна, ако не покажевме талент музички, мораше да напуштиме музичкото училиште. Колку класа беа музичко училиште средно тогаш се сеќаваш? Еден клас беше, 2? Само еден клас? Само еден клас беше и ние мислевме најмногу 18 души. Другите беа 12, 13, така завршуваа. Музичкото училиште односно беше на булевар Први мај во Битола. Значи во мое време, сега не знам дали е се уште таму. Не е таму. Кај се наоѓаше ко се школуваше ти во музичкото? На ќошот беше Карши гимназијата горна, како да ја речем. Значи Дрвен пазар. Баш на булевар Први мај, како што значи кај што било на истото место. Така беше. Јас памтам на Борка Левата број 6 станував. Кај професор по физичко, Зиса се викаше, и школата беше одма до мене на ќошот. Но некој се сеќаваш од средношколските денови, дали од професори, дали од некои колеги? Сите се сеќавам, како не. Се сеќаваш? Сите ги знам, како не. Да нема некој во Австралија дојдено? Во Австралија имам школски другар.
Благоја Мазаровски труба свиреше. Тој ми е школски друг. Заедно од Битола. Заедно од Битола на една клупа стоевме. Со А- Цане Николовски пејач од Елита. На една клупа стоевме. Значи вие сте генерација со. Да. И да појасниме за луѓето кои не гледат од кај по потекло Петко Чавковски. Вака се. Јас сум роден во Струга, и однесен сум во село Нерези како дете и многу ми е драго што сум живеел на село, искрено ти кажувам. Многу ми е драго да го видам и тој живот. И после тоа заминав во Битола во музичкото училиште, па градевме куќа во тоа време во Охрид и веќе појдов после во Охрид да живеам. Ама пак велам, мојот живот најубав беше Битола. 5 години ги поминав таму. Битола како Битола со респекти за другите градови, јас немам слушнато човек да каже лош збор за Битола, искрено. Немам. Како Сидне исто. Лепота. Лепота. Сега да ми кажеш нешто за твоето идење во Австралија. Да имав идеја да доаѓам ваму, немав. Бев канет многу од Америка, од Канада, од Австралија, меѓутоа не сакав да доаѓам, затоа што животот во Охрид ми беше прекрасен, да видам искрено. Свирев по сите хотели, нон-стоп свирев, ги викав сите пејачи од поранешна Југославија, од Тозовац, од Тома Здравковиќ, од Лепа Луки, сите во Охрид доаѓаа во хотел Силекс каде што свирев јас. Во Силекс. Во Силекс, да, директорот ме овласти, вика носи кога сакаш, само да ми се полни салите. Јас реков, ако е така одма, нема проблем. Ке ти донесам. 6 бевме во групата. Име? Канео. Постои нешто такво во Охрид уште група Канео? Не постои. Јас кога дојдов во Австралија и се растури групата. Во 92 се растури групата и заврши тука целата група. Значи 12 години бевме добра група. Што се вели, се уигравме добро, со забавен, со староградски материјал, со романси, со такви работи. Све беше убаво, ама јас сете ме донесе овде животот као за 3 месеци и не се вратив повеќе. Мислам, јас одам таму да поседам, не можам да не одам, ама веќе животот е овде, готово. Како повеќето и од нас. Како сите. Беше сиромашно време, да видам искрено. И татко ми немаше многу пари, така. 5-члено семејство, 3 браќа бевме, тој сам работеше. И не беше седно се купи да прибери пари за да може тоа да го стори. Тројцата не учеше на различни места, ни плаќаше. Толку можеше, меѓутоа одлучи ипак да ми исполни мојата желба, му благодарам, се е починат. Му благодарам за тоа, ми купи едно мало, па почнав сам некако, меѓутоа кога појдов на училиште во Битола, клавирот ми помогна многу и така вежбав многу. Не велам дека сум јас кој знае што професионалец, како многуте други, меѓутоа добро котирав, одлично. Како и сите, Така. како повеќето кај нас. Има кој познае, Многу кој си има. Кој како вежбал, така ќе свири. Нема доволно парични средства да преживе и затоа бара и друга работа. Сега кога бараме ние цел ден да работиме, па да дојдеме дома да вежбаме, веќе тога се губи смислата на музиката. Изостануваме малку. Додека има некој кој што само на тоа се бава, на музиката. Тие се успешни. Може да се живее, Петко, само од музика, конкретно од народна. Таму Во можем Македонија? да живеем, овде не. Овде не може. Зошто овде мислиш дека не е доволно за Па не е пристоен доволно, приход? не е доволно. Знаеш како сме дошле тука, кредити земаме да купиме некој станче, да знаеш, големи се кредитите, треба доста пари да се вложи во тоа и мораме да работиме, нема друго. Некој што се бават само со музика може да може. Ама не мислиш дека имам огромен број на наши луѓе што стварно има побарувачка за тие музичари, да кажем за свадби, за крштевки? Има. Зборам за овде, за Осидне конкретно. Има низ Австралија. Се јас сум модел, и Перт сум модел, и Мелбурн сум модел, и секаде сум Баш патувал, за тоа ми беше прашањето, кога има веќе побарувачка, зошто мислиш дека нема доволно приход во музиката во Австралија? Па види се, свадбите или крштевките се еднаш неделно или во недела. И сега една, може и две да се свират. Многу пати сабота навечер може да се освири некоја веридба, свадба, може да се освири недела крштевка или свадба, може и по две, сум имал и така. Едно време имаше така, значи можеше од тоа само да се живее, ама некој па нема доволно. И сега, знаеш, Може да и многу групи има? сега има и добри музичари, Знам веќе дека има сега има добри одлични музичари, да. музичари Австралија, да се разбериме. Можат да позавидат од Македонија.
Има спремни тука музичари се. Јас сум Кој во Македонија да позавидат од Австралија или да. Значи во Да. Австралија има Спремни има музичари. музичари, спремни, школовани, топ и дувачи, и синтесайзери, хармоники, има одлични музичари се. Тоа време помалце ги имаше, да речем. Меѓутоа сега технологија знаеш оди напред, се е лесно YouTube. Седнуваш, која песна сакаш? Забавна, народна, која сакаш? Која било? Ја имаш одма. Ќе изслушаш, ќе извежеш, ќе испириш. Додека ние која маки мачевме со тие малите плочи или ломплејките, големите, па Ги па чуваш иглата уште? заглавила, па ова, па тешко, врат ти ја превради ту. Шкрипи. Сигурно чуваш уште од нив дома, Имам по некој. полно имам охи. Полно ги од цел чифуњер ги. Али сега е многу лесно, сега се учи брзо. Многу лесно се учи и се напредува. И така да овде после почне од 95-та негде, се сеќавам господин Ник Ристевски прв пат ме викна фестивал имаше. Извини, кој е Ник Ристевски? Да. Кој е Ник Ристевски? Ник Ристевски водеше на радио долги години. А секој недела го слушав од 4 до 6 така беше во недела. И секој пат го слушав Ник, беше навистина интересен, добар радиоводител. И тој правеше многу убави концерти тука. Многу убави концерти правеше, ова фестивали. Пени човекот свиреше нешто или човекот Не. организираше? Не, само добар организатор. Организатор. Одличен. Демис Рузос го има носено, Тоше Проевски го има носено. Денешен менаџер. Менаџер е така беше, значи успешен, одличен, одличен. И така почнав во фестивали тука, почна после Феја Фест, Волонгон, Левко Блажевски. И така беше убаво, некако ми даде мотив да се створи некоја песна нова. И од тоа произлезе да направам и две цедиња. Два албуми изведов. Ете, тоа ме натере некако. На секој фестивал по една песна, на секој и собрав така. И беше интересно, си направив значи два албуми со народни песни, ново компоновани се. Имав една среќа, сега починат е Тоде Новачевски, одличен композитор, со него соработував. Јас кога појдов во Битола, Битолчанец. Битолчанец, да, значи одличен музичар, композитор, прва лига. И соработував со него и тој ми направи доста вака песни. И баш ми легна тие песни, реков ке ги отпеам. Со задоволство рече ќе ти дадам, отпеј ги. Направи два албуми. Меѓутоа, ево, 10 години, колку, 8-9 години, некако како да заспавав, не правам повеќе. Нема мотивација. Мора малку да се заангажираш пак. Треба точно. Али престана тие фестивали како се да застане. Сакам да те прашам за тие фестивали овде, пошто лично јас апсолутно не знам дали не сум бил во тие кругови, не се сеќам на ниеден македонски фестивал или можда беа пред моје време, пред да дојдам јас во Сиднеј. Дали може да ми кажеш за кои фестивали конкретно се работи? Па направи Никола Ристевски 95-та и не настави повеќе. Направи Славе Велјановски Тука во Сиднеј? пејачот, тука во Сиднеј, и тој направи една година, мислам, и тој прекина. Како беше интересот за тие фестивали? Добар беше. Добар? Добар. Добро посетено, се појавија доста од тука кои што сака да запеат и женски гласови, и машки гласови. Значи добро беше. Имаше еден број од негде 20, 22, 22. Ако била добра посетеноста, зошто таа традиција не се продолжила? Тоа е интересно. После Јони и Бети Тренерски праве убави фестивали. Па кој направи друг? Лупчо Попески, Попето направи исто одличен мајска вечер се викаше, еден одличен фестивал. Се беше прекрасно направено, али прекина. Зошто? Затоа што треба спонзори. Таа не е мала работа. А спонзори тешко се најдуваат во ова време. Кажи ми, зошто е тешко да се најде спонзор во Австралија? Избораме сега за нешто суштинско македонско што може да не биде од корист на сите. Значи, ние не бараме спонзор да се финансира некоја, не знам каква не македонска забава. Збораме Так. македонски настани. Така. Има доста бизнисмени тука, не велам дека не сакале да помогнат, да, помагале, али треба се трча да се бара. Не велам дека не сака да помогнат. Ево и мене многу ми помагале кога го правев првиот албум. Значи има многу спонзори тука.
многу спонзори така успеав да снимам, затоа што снимањето знаеш дека е скапа работа. Студија треба да се плати, па онај кој што ти пиши песна, па онај што ќе испири песната. И треба да се плати. Значи има работа, има... Има работа. Така е. И се тоа треба да се плати. Јас им благодарам, ги имам на првото CD доста, кој што ми помогне. Значи мене не ме фати ни една цента да речем. Како се ми беше фри. Благодарение на тие спонзори што ми помогне. Тоа не време можам да речам некако посплотени бевме него ова време. За кога збораме конкретно? Па тие од 95-та натака дока и 2010-та тој период некако како осеќав посплотени, поблиски бевме, повеќе љубов едни со други, комунициравме поубаво, како се да се подсмени малце време, дали после ковидов, ја не знам што стана, некако социјалниот живот малку се... Интензивно се сложам, после ковидот се сложам потполно со тебе, али од друга страна, ова истото што кажеш ти, го слушам и од Македонија. Јас бев летото и го приметив тоа. Сигурно не е ова што беше. Сите трчеа тоа. Кога дојав, сите се бере. Сега, како дошол, не дошол. Како баш да бегај. Колку песни вкупно имаш искомпонирано до сега? Некаде 26 имам. 26, тоа е сериозна бројка. Добра бројка, ама велам. Значи многу каснам. Требаше до сега да имам барем 50-60. Имав шанса. Но велам, треба спонзори да се барат. Веќе ми е срам да барам да бидам искрен спонзори. И затоа како да подзастанав малце. А не дека не спремам, сега испеав една песна од господинот Гоце Џуклевски од Охрид, колегата мој, пријател ми е. Баш една песна ќе направам за тебе, цела земја запира се вика. Сега испеав пред некој месец, али треба уште многу да се пее, не само една. Овие 26 песни сам ја ги спе или ги напиша па некој ги спе? Не, други ги пише, други ги отсвира се, Тоде Новачевски ги спремаше се во Мелбурн. Сите 26? Јас сам одев да пеем. Не сите 26, не се сите негови. Имам и од други композитори, од Лјупчо Попето имам, од кого имам. Јас имав мои, му и давав, не сакав да снимам во моето време кога дојав, му давав на други. Не сакав да снимам. И после, ајде, мене ми дава после. Се погодивте? Се погодивме, не е проблем, ако убаво е кога дава човек. И ете тоа беше убаво време на вистина. Полни беа салите. Сега треба да ги молиш да дојдат, да ги каниш на телефон, некако така, како да речем. Еве, ние објавуваме на радијава, се кажуваме што треба да кажеме. Обавестени се. Меѓутоа и радијата, како да речем, ги слушаат постарите луѓе веќе во ова време. Знаеш, младите не ги интересира баш. Нема ни време, трчат по своји работи, си имаат обавези. Постарите луѓе седат дома, се слушаат радио, му е интересно. Технологијава знаеш кај. Дали за радио, дали за некоја манифестација, дали за некоја забава, значи неминовно е само луѓе од повозрастната група во Австралија. Јас имам лично заприметено, што и да е, помлади, се помалци се најдва по манифестации, по забави, по било што да е. Да, и овде е така кога се права, значи ова село прави, па овај град прави, битолското друштво, полни се салите. Има и млади. Меѓутоа, еве, ако дојдат на концертиве, например, ево сега, тука се во Австралија групата Маестро, например, веќе сите карти се продадени. Тие имаат по 600 луѓе во салите. Тие карти се продаваат онлайн и многу млади одат. Таму веќе има млади. Тоа е добро. Добро, ако дојди, која група да речеме да дојди, Ѓоко Јовиć, со која група е? Ево, и таа група, значи, носи... Од Битола неколку групи идат, па... Од Битола доаѓаат групи, ево, Битола веќе има... Да, рака на срце, овие групи влечат млада публика. Па и Јордан Митев сега гледам и кај него веќе млади почне да оди, прави некои песни така по други него ни што и правеше. И така и кај него одат млади, значи добро е. Јас сакам младите да одат, ти без млади што ќе правиме? Баш така. Без млади нема ништо. Има, Точно така. одат младите, не дека не одат. Ево тука
и има и омладинска група една. Омладинска една група кои што се собираат, прават тривија најзначи, како квиз си прават нешто знаењето, си го покажуваат и се собираат на едно место. Прво почна со таа група, морам едно признание големо да му дадам на професор доктор Зоран Бечваровски. Имаше голема желба да и собери младите на едно место, па Трајче Гулевски со него и некои други имаш уште. Јас сум тука со ними. Помогнаме да и собериме младите на едно место. И еве успеваме. Сега веќе сами тие си ја зедоа таа улога младите и си организираат Си продолжија. Си продолжуваат, ево си се собираат, прават како квиз вечер. Знаење, се седнат на маса, например, 8 или 10 луѓе, па на другата, па така. На повеќе места се одржуваше. Сега ќе се одржи на 23 февруари, ќе се одржи во Свети Илија овде во Силванија. Во црквата ќе се одржи во црковната сала моментално, а пред тоа во ресторанот Пронто тука ќе се одржа и беше успешно. Во секој случај, Значи, млади луѓе си организираат Младите. Од 16 до кај 30 години така, си се организираат и баш убаво. Ке се видат, ке се гушнат, кај си, што си, се запознаваат луѓе, да се најдуваат братучери тука, не се знаеле. Интересно е тоа. Заборавени се. Мора да се знаат младите, нарочито Таа ќе средба се ја. запознат утре други ден, мора да се знаат децата. Така е. Тука се запознаваат, викат, јас сум од ова, јас сум од ова, ќе се најдат, роднини ќе се најдат. И тоа е многу убаво. Се заборавиле, виш, од работа. Не знам, што е, тоа е баш убава работа. Тоа е со музиката. Сега, ние сме во години, се младите треба да си одат кај што треба да одат. Младиве си се добри, одлични музичари има Австралија. Одлични музичари. Кој ги школува, пошто ми рече дека дури и во Македонија може да му позавидат на некои Точно. австралиски музичари. Кај се школуваат, кој ги школува тука? Па одат овде на универзитетни музички. И предаваат во нив сега веќе. Значи во музичка академија. Да. Да го име Боби Димитриевски, професор е по кларинет. Зоран Стефановски, професор е по кларинет. Па Стивен, како се презиваше, Стивен во групата Пелистер свири. Тој свири во полицијата. Одлични музичари се тоа. Па Гоце Петерски Бананата да го земе. Прекрасен музичар. Да не ги бројам, има ред. Тука Има ни е Илија Амперски, најдобриот кларинетист во Македонија. Да не ги бројам, се има многу. Има многу, има одлични музичари, како што напоменав. И навистина можат и од Македонија да им позавидат. И од 2007 некаде, ај се зафати со едно радио. Господинот Винко Ковачевски го имаше тоа од 2000-тата негде го оформи, супер радио. Замина Македонија, па ме викна мене, па тука беше и Миле Вилески господинот, одлично е водеше едно 4,5 години 5 таа програма. Мислам дека Супер радио било старото име на Македонски глас, али се работи за две различни радија. Добро? Две. И тука беше Горан Апостоловски Бомба, што го викаме ние, Бомба. Така му се викаше и неговото радио и тој таму имаше, меѓутоа и на ова доаѓаше. Па Тони Силјановски исто така го водеше тоа радио. Меѓутоа ме остави мене сам и до ден денеска јас да го водам. Сите си се растргаа по своји страни. Останав сам. Да видам искрен, барам секој па некој да дојде да помогне. Сите не да ми се зафатат. Ќе стигнам и до таму, само ме интересира како започна твојата работа во Македонски глас. Во Македонски глас? Да, самиот почеток. Вака сега го водам, значи радиово Супер радио и господинот Јове од Македонскиот телефонски именик и Ѓорѓи Михајлов, Јове Стојановски и господинот Ѓорѓи Михајлов. Тие се генерални спонзори, значи тоа е Македонскиот телефонски именик, тие го имаат и Македонскиот телефонски именик е спонзор од 2000-тата година. Ево до ден денеска, тие се генерални спонзори. Целата програма е плаќана. Тоа е некаде 8.000 годишно е. Значи целата програма 25 години ја плаќа Македонскиот. 25 години со ред еден спонзор. Со ред еден спонзор, генерален спонзор.
И на тоа радио имаше повеќе пред мене кои што го воде радиото, јас ќе напоменам тие луѓе. Ќе ги напоменам тие луѓе кои беа. И тогаш Јове и Ѓорѓи ме викна и ме покани, ја вика дали имаме голема доверба во тебе, те слушаме како го водиш радиото, дали ќе може и ова радио да го водиш. Велам, луѓе, немам време. Дали ќе биде можно две радија во исто време? Немам време. Дали музика додам да свирам, дали на работа додам по цел ден, дали едното радио, дали се нафадив и ево 10 години сум таму, меѓутоа ево сега веќе и тие викаат дека 25 години го плаќаме, тоа е негде 120-30 значи се фрлени пари од македонскиот телефонски. И не никшто плаќале, што навистина треба да му се честита на тие. Точно, ама треба да му се честити на некој како тебе, кој 10 години неуморно и оддел од своето време и работел тука во тоа македонско радио со една цел за да не замри. Да опстане радиото. Ево и денес се бориме сега да некако да најдам други треба спонзори кои што ќе ми помогнат да го водам радио, не сакаме да го испуштиме. Тоа радио е негде од 94-та година. Од 94-та година. Што се случува со моменталниот спонзор или со претходниот? Од 94-та до 2000-та не знам кој го спонзорираше, меѓутоа од 2000-та година нив им е предадено, како аманет му е дадено, да не се испушти овај радио македонски глас. И луѓето, значи, Јове и Ѓорѓи, одлучија да го држат, да плаќаат радио и викат се повеќе не можеме да го плаќаме, веќе долги години плаќаме. Ние ќе можеме да помогнеме како спонзор, вели, али не генерален. Пак стоиме на располагање, пак ќе дадеме нешто, вели. Меѓутоа, да пробаме да најдеме и други спонзори. Се надевам дека ќе се потрудам да побарам и тие и јас, да и собериме тие парични средства, за да можеме радиото да оди понатака. Што се презедовте, например, да пуштите глас дека стварно ви е потребен спонзор? Дали на радиото преку етерот му кажавте на луѓето, ги известивте дека радиото има потреба од спонзор за да опстане? Немам се уште известено, затоа што го земам телефонот и неколку што ги знам пријатели бизнисмени, им се јавувам и ги прашувам. И ги прашувам за сето ова, ќе видиме, вика, ќе помогнеме. И се надевам дека повеќе луѓе кои ќе бидат, знаеш како е, помалце пари ќе дадат, ќе го платиме. И ако ми е тешко, многу ми се собират, јас пак стојам на располагање да го продолжам. Не сакам да се изгуби македонско радио. Се додека се собрат средствата. Да, не сакам да се изгуби македонско радио, затоа што ако го изгубиме, не можеме повеќе да го вратиме. А многу ни се потребни македонските радија. Ги има неколку овде, ама не многу. Колку радија се вкупна толика? Па колку се, можам на број да ги речем. Трајче Гулевски, Тома Јованов Темсос, Име Бричот, Менде Петковски, па македонски поручек е тука и уште едно има Бенгстон, толку се радијат. Ете толку се. Македонски глас на која фреквенција оди во Сиднеј? 98.5 FM. 98.5 FM. Сега можда Петко доста од вас не го познавате лично како изгледа, али сигурен сум дека на голем број од вас му е познат гласот. Мислам дека радиото Македонски глас заслужува дефинитивно простор и време да обстои, како што и самиот Петко ни кажа дека и самиот одделува и натаму и се нафаќа и натаму да го води радиото. Сега. И упаќам апел до сите кои ја гледаат ова емисија, без разлика во Австралија, во било кое друго место, ако можете да укажете со било каква помош, Петко Чавковски стои на располагање и натаму сигурен сум дека ќе ве забавува со македонската програма на Македонски глас. Мора да остане, тоа е во аманет дадено. Јас ќе кажам еве од кој. Ќе кажам јас од кој имам запишено тука, затоа што имам навистина многу луѓе. Тоа негде 94-та, како што реков, е почнато, а 2000-та година е предадено на Ѓорѓи Михалов и на Јове Стојановски, значи од македонскиот телефонски именик. А македонскиот телефонски именик
точно 100 месечини од 94 година. Од 94 година, еве до ден денеска веќе 31-2-3 изданија се издадени. И баш Јове и Ѓорџ беа и иницијатори да се направи македонски телефонски именик и успеа во тоа. И таа е една книга која што навистина секој македонец ја има, бесплатно ја добива. Да. Во нега се сите бизнисмени напишани, да ни затреба некој одма тука кога отвориме книгата, си најдуваме македонец, ако ни е потребен за струја, за вода, за било што. Значи за било што има таму разни бизнисмени кои разни дејности. Предобра книга. Предобра книга, ги има и телефонските броеви од македонците, ги има се таму. И најпрво од 94-та го имаше еден охриѓанец, еден добар човек, Ангел Евретовски, кој што многу напори стори да го направи тоа радио Македонски глас. И успеа во сето тоа. Прво тоа беше во Анклив на ќошот на Принцес Хајвај. Меѓутоа не успеавме да го задржиме. Денес е тоа веќе откорнато и се прави некоја зграда. Не успеавме како македонци да си го задржиме тоа место. Можеше многу убави работи да се прават. Големо место беше, доста и дадено ни беше. Меѓутоа зошто се изгуби, не знам. Не знам навистина. Било за да биде. Било за да биде. Значи Ангел Било Евретовски. добро да го задржа. Да, многу убаво ќе беше. Значи господинот Ангел Евретовски им го остави во аманет на Јове Стојановски и на Ѓорѓи Михајловски да се држи ова програма. Значи да опстои за многу години. Тука да напоменам дека не сум само ева пред мене неколку ги имам што ги познавам вака. Бошко Велески беше некое време таму, Драги Стојановски, Филип Михајловски беше сино на Ѓорѓи, па Жаклина Михајловска, а најпрво Јове Стојановски и Ѓорѓи Михајлов го водеа ова радио. Па Горан Бомба еве што го спомнуваме, Апостоловски, Тони Силјановски, Ристо Радевски беше и еве последно јас во овие 10 години го водам радиото. После мене ќе дојде некој помлад. Да се надеваме одлично. Значи една група млади ентузијасти кои се одлучиле да му оддават и да му посветат внимание на едно вакво радио и искрено се надевам дека ќе го задржите. Јас се надевам, има тука македонци што ќе помогнат. Македонците се благородни души, знаеш, секој пат помагале. Секој пат помагале во македонскава заедница. Јас не сум имал проблем. Од кого сум побарал помош за вакви работи ми дале. Како што реков, и за моето CD првото, значи се ми го платија тие, сите ми дадоа помош, се плати, без проблем. Сето тоа од нив, од македонскиот народ. И радијава, еве, значи од македонци е помогнато. Од македонци. И овај пат јас се надевам дека ќе смогнат сили по некој долар да дадат. Не треба кој знае колку. Ето, по 500.000 годишно да дадат неколку луѓе бизнисмени. И програмот ќе остане. Не треба многу. Не треба многу, само дали сакаме. А македонскиот народ е, знаеш, дарежлив. Ево, јас сум во една хуманитарна организација Свети Архангел Гаврил, веќе ево 13 години. И можам да речем преку $650,000 таа организација има пуштено на болни во Македонија, каде што се лечат насекаде по болниците. Парите не одат на човек, директно одат во болниците кај што треба да се лечат. Значи директно. Мора тие потполна документација да достават. Имаме доктори во организацијата, ќе прегледат, ќе се јават таму кај што треба да се јават, дали е тоа вистина, дали е организирано на кој датум, колку треба да се плати, ние правиме игранки овде и париве директно преку банка оди директно во болницата. И им велиме, ево платено е таму, човекот доаѓа, се прави операција или тритман и се. Значи транспарентна, секој може на интернет да појде на таа веб страница на Свети Архангел Гаврил, Австралија ќе види точно кога се пратени пари, кај се пратени, колку се од првиот ден до денес. Петко, ние сме македонците многу добар народ, али уште малце да бидеме посплотени за да биде сликата комплетна. Се сложувам, малце ни фали, не многу. Ние сме, како што реков, благородни души сме, сродни души, не сме, кого ние сме нападнали, да те прашам. Сите не напаѓале, ние никого не напаѓале. Значи, сме добри луѓе, суштина. Сме. Па таа земја на крај крајва благословен, апостол Павле дојде во Македонија, беше повикан. Значи, таа е земја која што е Божја.
Ако сака да избришат, нема да избришат. Затоа што Бог рече Македонија ќе се вика ова земја. И така ќе се вика. И така ќе се вика. И македонски глас ќе биде македонски глас, а не некој со придавки таму. Да ми си Ќе се здрав и биде жив. македонски глас. Така е. И на крај ќе те прашам, за крај ќе ми кажеш за луѓето кои го пратат, а и за луѓето кои не го слушнале македонски глас, кажи ми каква програма нуди и што може да очекуваат луѓето кои ќе се уклучат на вашата фреквенција. Па, музичко-информативна е обично. Јас во моите две програми уживам да ставам и христијанска програма. Значи 10-15 минути имам за Господ програма. Тоа мене многу ме радува што имам се уште шанса, еден ден ќе ми забран можеби. Што вклучува верската програма? Вклучува нешто Светото како писмо. читање Свето писмо? Писмото. Што вели писмото? Што вели писмото? Само читање или нешто има како и Па и се образложение? Да, и се образложува некои стихови што сака Господ да Одлично. кажи тоа што го знам, ќе го кажам. Значи како пиши Светото писмо, зашто Господ Исус Христос кој беше искушуван, од кој беше крстен, нели отиде на искушување, отиде 40 дена и беше гладен, постеше. Значи никаква храна не зеде. Во пустината. Во пустината, да, кога ѓаволот го искушуваше. Тоа е многу интересно. Се надам дека луѓето ги интересира ваква работа. Јас лично би слушал, например, ваква работа цел ден. Па зато доаѓаат и пости, велиме 40 дена вакви, да, тоа е символички, да. Меѓутоа 40 дена постеше. Пости е да не јадиш ништо. Тој не јадеше ништо. Значи, му вели ѓаволов, ти од камења, вели, можеш да и направиш лебови, вели. Кога види дека оглани, кога веќе пред очи не му се гледаше ништо, кој може 40 дена да издржи? Значи, тешко. И тој вели, ти од камења, вели, можеш да направиш лебови, да јадиш. Што му вели Господ? Не искушувај го твојот Бог, вели. Пишано е. Е, каде е пишано? Во Светото писмо е пишано. Пишано е му вели, секако. Не треба да му поставаш прашање, да бараш докази цело време. Пишано е му вели. Таму е. Трите пати иначе пишано. Не искушувај го твојот Бог, му вели на Сатаната. Пишано е. Јас сакам од Библијата како што пиши. Нема ни лево ни десно. Се јавуваат луѓе во живо во радиото? Се јавуваат полно како? Најчесто Сакаат нешто, некој пат некоја новост ќе кажат, на пример, ја што не сум ја слушнал, ќе ја пренесиме таму. Ја стално велам, јавете за Славона и кажете ако има некоја новост, сите да знаеме. новост да има за веселби, за не дај Боже, за секакви работи се јавуваат? Да се организира нешто, да кажат. Ево сега ни беше Тимчо Муцунски тука. Тимчо Мусински, добро. Да. Младиот наш министер за надворешни За работи. надворешни работи и трговија, да. Беше тука, па прво не се кажуваше, после се каже на радио дека во црквата Света Петка ќе биде, па после во Илинден. И така една убава средба имавме. Значи од 10 до 12 беше во црквата, се запозна со луѓето, а од 12:30, пошто е блиску црквата и спортскиот центар Огледа Илинден, и дојде таму од 12:30 некаде, па 2:30-3 така негде остана, разговараше со луѓето, имаше и представници од политичарите овде во Австралија и беше добро. После тој си оствари други средби веќе со австралиската влада. И веќе на крајов јас да кажам, почитувани кои што не гледате, немој да пропуштате да гледате на YouTube каналот Животот во Австралија, припремен од господинот Радко. Немојте да го пропуштите. Има таму колку? Има околу 200 емисии? Па има доста. Не знам точно колку е бројот, али има доста емисии снимани од Австралија. Е така. Значи, овој човек што мене сега ме снима, морам да го пофалам, затоа што се труди некако да го представи животот во Австралија на македонците пред целиот свет, ова ќе го види цел свет. И затоа, гледајте го, па слушнite како се живее во Австралија. Мораме да бидеме благодарни дека убаво се живее. Убаво, има закони, има се, значи правна држава, се си е тип-топ. Луѓето ги интересираат многу работи. Јас морам да ти кажам и луѓето кои го гледаат ова, јас добивам мејлови дневно. Значи од сите краишта на светот, не само од Австралија, од Европа, од Америка, луѓе се интересираат и најчесто од Македонија има доста луѓе кои прашуваат како е ова, како е она. Да.
што се работи во Австралија, што се работи тоа, дали може вака, дали може онака, што е доказ дека луѓето ги интересира Секако. информација, Секако. било каква информација која произлегува од Австралија. Од друга страна жалам што има толку многу македонци во оваа земја, а овај скромен мојата маленкост како канал е еден многу мал дел, значи ако не единствен кој излегува по тоа YouTube небо. Значи би требало да има повеќе медиуми кои излегуваат од Австралија за луѓето да видат со оглед на колку македонци живеат во Австралија. Точно така. И да не пропуштам ова прилика, значи пре заборавив да кажам дека главен спонзор на Радио Македонски глас беше македонскиот телефонски именик веќе цели 25 години. Меѓутоа, по некој пат се случувало да има и по некој спонзор, али тие се веќе помалите спонзори, со помали парични средства. Меѓутоа имало по некој пат. Еве, во моментов јас, на пример, ја имам компанијата Марко Поло. Пред тоа имав Роса Дора за 1-2 години. Ми даваа малце помош. Марко Поло го имам, веќе нон-стоп него го имам. На двете ради. Марко Поло, морам да признам дека е насекаде. Кој овде што бара помош, Марко Поло е прв, господинот Крсте Георгиевски и Љупчо. Секој пат се дарежливи и даваат доста пари и на спортски центар огледање. И кај да се побара, од нив тие се први. Честитки до компанијата Значи Марко со Поло. луѓе се бива. Се бива, тоа вела. Фала ти многу што одвои време да бидеш мој гостин. Ти посакувам се најдобро и тебе лично, приватно, на персонален план, исто така просперитет на Радиото Македонски глас. Радко, ти благодарам и за твојата покана, еве што и тоа во краток еден период, така за 2-3 дена, ајде да направиме една мала проба, ајде. Така се прави. Така се прави, така. Па да им посакаме на оние што ќе не гледаат се најубаво, здравие, најпрво, долг живот. Оние кои што не биле во Австралија, кои има некоја прилика, нека дојдат тука, ќе ги пречекаме. Како што знаеме, ние сме гостопримливи, да си поминате едно време убаво овде со нас. И ние да си појдеме таму. Поздрав до сите, ве сакаме!